Добре дојде во Магична сцена и за Петар Стојанов. Петар, здраво. Здраво, Ацо. дојде во Магична Добро ве најдов. Фала ти на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Петар инаку е еден од најубавите актери во Македонија и е член во Театрот за деца и младинци. Фала ти на комплиментот, Ацо. Доаѓа од Гевгелија, Така е, од најтоплите краишта. од најтоплите краишта во Македонија, и од Гевгелија ретко ни доаѓаат актери. Па мислам дека јас сум единствен после, за жал веќе починат Бошко Бозаџиевски. Јас сум единствен актер од Гевгелија, што дипломирал на Факултетот за драмски уметности и што живее и работи во Скопје. А зошто е тоа така? Што се случува во Гевгелија, или гевгеличани си се на одмор? Тие кај нив е лето, море? Не, гевгеличани, ние сме растени во град кај што нема театар, кај што нема кино, а желни сме за представи, желни сме за филмови. Има начини, има секции во Гевгелија кај што може да се даде и да се прими таа љубов, но ете, чекорот да дојдеш во Скопје и да се занимаваш со ова како професија е малце потежок чекор, кој што ретко кој има храброст да го направи тоа, иако има многу талентирани деца во Гевгелија кои што се занимаваат со аматерски театар. Но ете, јас имав храброст, пошто, не знам, мене од мал само сцена некако ми лежи и такви некои работи. Не се гледав понатаму со некоја школа, со некој математики, со некој физики, хемија, и се гледав во уметност, во областа на културата и уметноста, и така решив цврсто да се запишам на Факултет за драмски уметности. Македонски јазик, сите петки ти беа? Па, мислам дека се борев едва и за тројка. Да? Да. А и кажуваше на професорката дека ти ќе бидеш глумец. Кажував поезии нешто тука, измислував разноразни работи по македонски, таму се чувствував најслободно. Вика, ти си за петка, ама материјалот е сосема нешто друго, така да еве ти тројка, супер си, за 4 години ова што ми го кажуваш ќе го учиме, така да... А кажи ми, мајка ти, твоите како реагира во твоево семејство? Без проблем, мислам, очекувано беше со... Навестуваше, значи, цело... Да, па јас од пето оделение. Како почнав, како се вика, осмолетка, да учам, да, и наставничката, знам, убаво се сеќавам. Ти деветолетка да не беше? Не, осмолетка, фатив. За малце деветолетка, не. Учителката, петтокласна што ми беше, знам, имаше еднодневна екскурзија во античкиот театар Стоби. И сакаше да направи нешто као мини драмичка, едно чинка, 2-3 сцени, не знам како. И кој сака Александар Македонски да го глуми со коњот. Јас на прва клупа, јас професорке, јас ве молам. И она ова го кажува, вика, таква една радост, таква, очите ќе ми ги ископаше, дека не кажав, добро Петар, ајде, ти ќе го играш Александар. И тоа ми беше можеби првата онака на сцена нешто да правам. Тогаш не гледаа сите оделенија што бевме у античкиот театар во Стоби, и после почна таа приказна некако патронатно училиште се организираше, па ајде ќе земам ќе пеам. Имаше еден другар што свиреше гитара и као ајде ќе пееме, па после тоа правевме нешто скечеви од К15, па ајде пред родителите скечеви од К15, и така некако уште од не знам пето оделение колку се тоа, 12 години, 11, не знам колку е точно, веќе јас се забавував на сцена и не гледав некоја забава во училиште и во такви некои ствари. За жал. Кажи ми, во Гевгелија си најубав? Не знам, Ацо, да ти кажем право, не сум најубав. Не сум најубав, да. Може да сум најзгоден, али најубав не верувам. А кажи ми, долга коса од кога имаш? Долга коса имам од пред 2 години. Да, почнав да ја пуштам косата, бидејќи ми се укаже прилика за еден долгометражен филм да се снима, и требаше, као веќе ја добив главната улога во филмот, ама ликот требаше да има долга коса. И јас ја растев косата се додека не требаше да се почне снимањето,
ама кога дојде време да се почне снимањето, не се одобрени некои средства, копродукции и тоа остана така, мене ете жал ми е веќе да ја скратам и да се вратам. Чекаме пак да се врати, да бидат одобрени средства. Може и тоа е тоа, да. Добро, после тоа средно видовме како одеше, имаше многу девојки, претпоставувам, многу те сакаа. Не знам дали имаше многу те сакале, сигурно. И се запишуваш на факултет од прва. Од прва, да. Се запишав од прва во класата на професор Зоја Бузалковски и асистент Александар Степанулевски. 2018 дипломирав, 2014 се запишав. Александар многу те фалеше, да знаеш. Фала ти, Александар. Фала ти. Убаво искуство е ФДО. Јас не знам, не можам да се сетам дали верував дека ќе бидам примен, ама јас немав друга опција. Со кого се спремаше? Како се спремаше? Се спремав, имаше од Гевгелија еден другар мој, што во тоа време беше студент на ЕСРА, втора година. Сега моментално долго време уствари веќе не живее и работи во Македонија, во Германија. И он као студент од втора година дојде кај мене и цело лето буквално си игравме јас и он. Летен период беше, читавме, баравме монолози, он ми кажуваше нешто за негова втора година, какви знаења има си, ми пременуваше искуства и со него, да. Не можам да кажам сам, ама со Ѓорѓе Попов. Со Ѓорѓе Попов. И има добар удел во твоето запишување. Да, дефинитивно. Кои беа со тебе колеги? Јас завршив со Исидор Јовановски од Велешки театар, Григор Јовановски, Сергеј Димовски од театар, Јаков Спасов од театар комедија и ред други. Бевме 13 души. Лесно ти одеше студирањето? Па првите години не можам да кажам дека баш лесно ми одеше, знаеш, јас ипак како што ти кажав на почетокот, од Гевгелија дојдов кај што немав допирна точка ни со Стан, кај најде стан? Стан, тука у близина на факултетот, знаеш, за да можеш да спиеш, за ако касниш, да касниш само 15-20 минути на првиот час. Имаше друштво некој од Гевгелија што не беа во ова запишани него на други факултети? Беа тука скоро пола од моето друштво беа на финки запишени и машински, па бевме блиску, ама факултет за драмски уметности е таков факултет кај што, знаеш, од Сабајле, кога ќе одиш на предавање, завршуваш во 8 саат на вечер и колку си способен и како си способен, тоа е знак прашалник за дружба. Али убави времења, не знам како да ти кажам. Мене ми беа многу тешки првите 2 години од факултетот, бидејќи тотално изгубен у простор и у време. Се враќаше во Гевгелија за викенди? На секој 3 месеци по еден викенд, нешто така беше. Не. Се калеше тука? Се калев тука, онека баш, кој што треба машки. Тоа е, као што се сеќавам, не знаев дали ќе ја поминам прва година. До толку беше критично со мене. Да, а влеговме ги првите на факултет. Но додека го најдам, што знаеш, премногу сериозно ми дојде сето ова во тоа време. Ама морав да го поминам тој пат за да сватам дека ова што го правиме, ние го правиме од љубов и е на некој начин забава за другите, ама е едноставно еден дел, голем дел е живот и од самиот себе. Мораш многу работи да изгубиш или да се откажеш за да ја сватиш обемноста на сето ова што го работиш. Многу одрекнувања треба да има, компромиси многу. За време на студирањето, мислеше дека ќе останеш во Скопје или каде се гледаше професионално, затоа што во Гевгелија нема, мислеше можеби во Гевгелија да отвориш театар, как? Имаше еден таков период. Види, чудна работа, не знам на кај трета факултет беше тоа, кај што ја бев веќе сигурен, пошто не играв до трета никаде. Хонорарно на страна, никаде, само на факултет што си имав обврски, тоа беше. И тога се реши, викам, у Гевгелија сакам да отворам драмска детска секција. И јас да се занимавам со деца,
да си играм со нив, сето ова што го правиме на факултет, на некој начин да го применам врз нив, да им биде забавно, да ми биде интересно. И со тоа планирав, да, ама длабоко во себе сакав да си останам во Скопје, пошто тука се пронајдов и влогот веќе после втора година ми беше многу голем. Тоест веќе и од втора ми беше голем влогот, ама веќе и од трета е онака веќе. Тука сум и знам што се случува и јас сум 100% внатре. А додека беше на прва и втора година, одеше во драмски во МНТ, во театар за деца младенци? Одев редовно на сите представи, да. Одев редовно на сите представи. Ќе ја издвојам Мајсторот и Маргарита тогаш во МНТ. Не знам, мислам дека втора бевме факултет. Ја имав страф од представи што траат поише од 2,5-3 сати. И Таа беше 4, колку траеше. тоа траеше на почетокот, да, 4,5-5, после ја скратија. И отидов на Мајсторот и Маргарита со цел страф, онака као не ми е пријатно да излезам, а не можам да цупкам со нозе, како што влегов у седишто и вака 4 сати. Оп, се стопив у представата и таа ми беше леле колку сакам да играм во оваа представа. И не помина 4-5 месеци ми се јавија за да бидам таму дел од таа цела огромна екипа во МНТ, во Мајсторот и Маргарита. Иначе пратев представи. Прво помашко ти во Мајсторот и Маргарита ти бе почетоците. Да, Мајсторот и Маргарита, после Мама Мија ми се случи, па бев алтернација на Никола и на Скај, главниот лик. Играв со Јана Стојановска. И тука веќе тоа е веќе трета година на крај спрема дипломска, веќе тука веќе се отворив као и викам опа, има нада за мене тука у Скопје. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Гледаш дека убавината ти помогна многу? Не знам сега дали е убавината или талентот. И едното и другото. Во твојот случај и убавината и талентот. Ќе го спомнам Филип Трајковиќ, еден од најубавите глумци во Македонија. На неколку интервјуа стално му кажав многу си убав, многу си убав, многу си убав, и тој ми вика, абе еднаш кажи ми колку дека сум добар. И сега после некоја многу добра представа викам, сега си многу добар, да знаеш глумец. Така што Петар има време и за многу добар глумец. Да се докажеш. Добар глумец. Кажи ми, за време на тие почетоци, убаво веќе се чувствуваше како глумец и почна да се гледаш во некој од тукашните театри. Прво, кај се гледаше најмногу? Во МНТ, пошто таму во тој период и работев, таму ја спремавме и дипломската представа. Играв Мама Мија, играше Мајсторот и Маргарита и веќе се отворија некои познанства со некои актери таму, кај што да влезам во замена, да направам нешто и стрикно таму се гледав. Да, но конкурира во театар комедија. Овде Тука се снимаме. Да, тука се снимаме. Овде ми беше првиот како се вика аудиција за вработување, поминав супер, но не влегов. На прво место ми беше театар за деца и младенци после МНТ, од која сватив дека у МНТ е нешто големо, нешто огромно што можда и не се пронаоѓам таму, пошто на крајот на денот ја сакам да работам. Сакам да работам, а таму како што гледав, тешко се стига до улога, тешко, многу тешко. И мојата директорка, Кети, ме покани, ми се јави и ми кажа дека има аудиција во театар за деца и младенци, онака се израдував, се спремав исто едно месец дена и за таа аудиција. Отидов и влегов. Се вработив и
така тргна. Заедно со кого се работи тогаш? Заедно со Матеја Јанковска. Ние двајца, а на паушал влегоа Никола Наковски и Ангела Димитрова за последна година да се вработат и они. Ама ние четворица сме као заедно да сме влезени. Заедно почнавме да работиме во Четворица и да речем се младата сила во театар за деца и младинци. И она што на почетокот беше театар за деца и младинци, кога првата група на 6-7 актери го формира и почна да работат. Сега некако кога ги гледам представите и кога ве гледам вас, ме враќаат спомени на она што сум го гледал тогаш и што го гледам сега. Ја имате таа енергија, таа сила имате, таква љубов имате спрема работата и спрема децата и мислам дека многу сте успешни, баш конкретно вие четворицата. Фала ти, Ацо, не знам. Што постои љубов помеѓу нас четворица, постои што постои огромна љубов за професијата. Од сите нас четворица постои, сите сме, како да кажам, желни онака за работа, за нови представи, за се поголемо ниво на успех и поголемо ниво на успех, тоа се стои. Се надевам дека и така и ќе остане. Која ти беше прва професионална улога во театар за деца и младинци? Едвард Раце Ножици на Нела Витошевиќ, младинска представа. Тоа се случи одма од кога се вработивме. Ние се вработивме, имаше аудиција јули месец, не вработија од 1 август и веќе од септември почна Нела да ја спрема Едвард. Тука добивме сите четворица улога, да, во Едвард. После следуваше Што е се леđија на Хана Миленковска, па Подрум на Драган Довлев и така натаму. Веќе не знам поред како беа, пошто не фати корона. Тука малце бевме дома, малце повеќе, па се враќавме да ја доправаме Што е се леđија, пошто ние тргнавме и на 2 дена пред премиера, се затвори све. Државата па ајде дома, па тоа све спласна, па од кога се попуштија мерките, ајде пак се вративме на работа да дадеме некаква си премиера. Плачи кога не затворија првиот пат? Да, нормално како и сите други, ама после некое време беше многу убаво. Да. Пошто наоѓавме начини како да се изразиме. Како да ја изразиме таа енергија што има во нас. Што правевте? Не знам, јас конкретно правев со еден постар колега, се обидувавме да направиме радиодрами. Да снимаме преку телефон радиодрами и да си монтираме на лаптоп. И тоа го правевме и направивме една радиодрама, Силјан Штркот ја направивме. Некоја наша режија и наша адаптација. Од 25 минути, така нешто трае. На телефон снимено, Силјан Штркот, ја го играв Силјан, он играш уште 2-3 лика, викнавме некој тако од подома, може да им се јавиш, ај на телефон снимај го ова и ова, и да, ни праќа и ние на лаптоп си монтираме, си чистиме. Ете, ја тоа го правев. Друго не можев да најдам, знаеш, онлайн театар ми беше некако... Не можев да се пронајдам у тоа. Ред други работи исто не можев. Само у тој период тоа ми беше радиодрама, као начин и медиум на кој што можеш да се испразниш онака целиот. Театар за деца и младинци е мала екипа, мала одбрана екипа, одстално била мала одбрана екипа, така и сега, каде што сите си живеат како да си се една фамилија. Може би повеќе вие четворицата зашто сте заедно примени, зашто сте најмлади да речам, но и останатите сигурно на тој начин го имаат доживувано тој театар за деца и младинци. Многу е тешко да се работи во театар за деца и младинци, затоа што се работи за публика која што не знае точно што е тоа театар и каде во моментот е сместено тоа дете и што треба да прави тоа дете, и во секој случај треба вие како актери да имате таа способност да ги смирите, да ги средите сите тие непријатни ситуации. Колку ти беше чудно тоа да го правиш на почетокот? На почетокот, кога ги гледав представите, тоа ми беше многу чудно. Викам, како е можно? Тања Кочовска, например, игри, наедна се врти. Викам, доста ти, ајде стани ти фраер сега што се правиш. Представата тука стои. Ке бидеш фраер, ајде сега, кажи. И дете вакво, мирно. Продолжува представата. Тогаш ми беше чудно, викам, како е можно, викам, вака да функционира. А кога дојдов ја на сцена,
мене исто ми стана забавно. Мене тој дел ми е забавен, онака, многу, доста забавен. Мене ми беше многу интересно на Роња кога ве гледав. Аха. Таа ви е преубава представа и одете да ја гледате Роња во Театар за деца и младенци. Најнаградувана и најнашетана представа ни е Роња. Најсакана меѓу актерите. Не актерите, знам дали постои таква представа актерите што ја сакаат. Толку многу Сакам као. да кажам за децата беа толку немирни, тие не ни знаеа што се случува. Почна представата, тие нешто разиграни, распеани децава. Гледам вие како си го одработивте професионално вашето, за неполни 5 минути се смири и се беше идеално, како да си во драмски или во маната да гледаш некоја... До крај на представа, Да, до штаба. крај штаба. Вакви. Да, тоа е убавината, не знам, мене тоа ме возбудува во секоја представа. Кажи ми со Роња кај отидовте? О, почнавме од Нови Сад. Да кажеме дека е куклена представа. Куклена представа, да. Прекрасна представа со не знам, преубави Музика, со музика во живо, со едни огромни маски кај што, знаеш, ние сме кукли, а уствари играме на некој начин и реално под тие маски не се криеме позади кукла. Матеа и Никола да, ама ние со маските телото го користиме као кукла. Знаеш, не ни е само дадена куклата. Преубава представа што треба секој да ја гледа, и млад и возрасен. Почнавме од Нови Сад, отидовме во Крагуевац. Од Крагуевац не се сеќавам дали беше Риека, па отидовме од Риека. Верувам, не можам да се сетам. Не можам, па бевме во Битола, не, во Прилеп, во еден чернодрински. Многу фестивали за кратко време ни се случија. Од сегде имаме убави спомени, награди. И таа представа се уште ќе живее и се уште ќе оди. Јас се надевам, да, се надевам. Бидејќи така е направена таа представа, модерен пристап со би живеел уште долго таа представа. Како се разбиравте со режисерот? Тоа ми беше еден од моите најглатки процеси. Не знам, јас со поглед се разбирав со него. На прва читачка проба не отидов, нешто каснев, бев у Гевгелија, па ме фати некој застој во сообраќај и не отидов на прва читачка проба. На втора отидов, веќе ме дочека текст. Кој јазик зборувате? Англиски со малце српски. За тие како мене што не разбираат многу англиски, на српски се трудеше, пола. Ама јас со него се разбирав со... А тоа е од? Он е од Чешка. Од Чешка. Јас со него немав никакви проблеми за разбирање. Улогата си ја почнав да си ја градам уште од вториот ден. Го разбрав од прилика што сакам, ми ја даде целата слобода на цел свет, а од друга страна јас ја сватив неговата рамка, во која што сум ставен, и немавме од почеток до крај проблеми никакви за моите две улоги што ги играм таму, што ми се многу драги. Се разбирав без зборови, на никој начин да кажа, немам никакви проблеми. Никој од нас немаше. Никој се гледа тоа дека е направено. Таква љубов, таков процес, такво смирена атмосфера. Каков и проблем да се појавеше во текот на пробите, Јаков ќе каже само, okay, give me 5 minutes, okay. И доаѓаше за 5 минути, окей, ајмо, почнуваме, не мора тука да се гледа, ајде од тука. Да, и тоа ти дава, знаеш, кога нема нервозиво, кога не почнуваш да се заглавуваш во проблемот, и тебе како актер ти е убаво да учествуваш во еден таков процес на градење на убави ствари. Се родија многу убави идеи од тој процес. Онака ми е при срце. Петар, кога има подела за нова представа, сигурно си ти, Никола, имате Ангела тука, или четворицата, или тројца, 20, секако сте од вас. Со Никола имав едно интервју неодамна и го прашам напорно ли ви е, како ви е, затоа што во секоја представа,
Вие сте нон-стоп во театарот. Не знам колку приватно имате можност да посветите на фамилијата, затоа што од сабајле проби, не знам, вечер представи. Тешко ли е тоа сето да се издржи на почеток? После тоа ќе дојдат малце порелаксирани години, но почетокот некако сите режисери сакаат да ви искористат максимално. Тежок е додека влезеш во кондиција. Јас, например, после сите овие представи имав една пауза, кога нели решив да се женам. Па И женет си? Јас решив да се женам и готово. Не се ги разочара сите женски што ја гледат емисијава. Тој женски има бурма на руку. И знаете ли со кого е женет? Леле, па кога ќе дознаат со кого си женет. Тоа ще рече тако, убаво, што се оженува. Тако, свака част. Тогаш малце ме одморија од едно-два процеси. И сега пред нова година имав, после, не знам, пола година, нов процес, конечно, јас да влезам. Правевме новогодишна представа со Драгана Милошевска и Игор Ивковиќ. За недела и пол да се направи една фина представа, гледлива, со убава тематика. Ја сработивме, ама буквално бев од сабајле до навечер на проби. Ја дававме премиерата и после тоа почнаа изведбите. Од сабајле изведба, навечер изведба, секој ден. До нова година и после нова година пак. До 4-тија игравме јануари. Представата и тогаш осети веќе на втората изведба дека веќе луѓе као јас сум испразнет, ама као веќе не можам, почнам да се жалам по колеги дома. Ама вика чекај ти кај, значи на времето што се правело во овој театар, чекај, не се жали. Ама готово, тоа беа првите, втората и третата изведба, веќе од четвртата изведба, кога ти доаѓа, веќе знаеш, тоа ти е механички, радоста си ја наоѓаш на некој начин, како да ти излезе и си константен на нека. Да откриеме дека станува збора негова сопруга Емра Куртишова, која што е колешка твоја, вработена во театар за деца и младинци. Широката публика ја знае од Преспав и Саура. Одлична улога направена на Емра, впрочем како и сите нејзини улоги што ги има направено досега. Одличен како човек и многу ја сакам. И многу се почитуваме и јас неа и таа мене. И сега ти ни дојде вака како исто јаготка на шлагот, едно приубаво младо момче од Гевгелија и Емра со право те одбрала да бидеш нејзин сопатник, а и ти со право си одбрал неа. Така. Заедно сте во ист театар, како е тоа малце проблематично или не? Не, мене воопшто не ми е, верувам, и на неа не е. До душа немаме нешто многу работено заедно. Колку се три представи, мислам дека сме заедно. Тоа ни беше онака. Таму се развиваше нашата љубов помеѓу тие процеси. Ај, супер ви беа. Да, сега ќе видиме кога ќе се врати на работа здравие крај на февруар, почеток на март, како ќе биде тоа, ама јас мислам дека ништо тоа не е сменето, туку дека напротив си даваме поддршка и љубов. Емра, ја гледавме неодамна во Преспав 7 сезона, каде што беше трудна и отиде во Америка да се пореѓа. А таа си беше навистина трудна. Навистина си беше, да. И не се породи во Америка, тука се породи. Тука во државна болница се породи. Да, ни роди едно прекрасно женско чедо, што се вика Лена, едно прекрасно бебенце, мирно, убаво, радосно мама и тато. Море душа ќе ви вади. Да, ќе ни вади, веќе почнува, како што расте, веќе се навикнува на некои работи, па бара нови, па све нешто ново, али тоа ни е... Сакаме со тоа да се занимаваме, мислам, не знам. Во Гевгелија одите често со Емра заедно? Еве, вчера се вративме, задутре одиме пак. Да. Таму има сонце до 4 саат, за разлика од тука што е малце сивкасто во Скопје. Таму има сонце од сабајле, буквално, од 8 саат до 4 има сонце. Јако сонце. Ти покажав преска клипови како реагира Лена на сонце кога се трга од сонце. Воздухот е чист, времето побавно минува, имаш време за се да направиш, можеш кај што сакаш да стигнеш за буквално 5 минути.
Од точка А до точка Б ти е 5 минути. Ако сакаш до некое село да отидеш, исто ти е 5 минути. Све ти е на 5 Сте минути. релаксирани и морето ви е на 5 минути. Да, мири се малце на море, малце на море. така кога ќе дувне некој ветре и така. Сега си уживавме таму стварно. Петар, ми беше многу мило што денеска се снимавме. Посакувам во оваа година повторно да се снимаме, во 2024 година, да има многу проекти нови каде што ќе настапуваш и ти и Емра. Да бидат супер представи, со Роња да продолжите да шетате и да продолжите да освојувате награди. И така се да си течи како што треба, па потоа успесите полека ќе се доаѓаат сами, ќе се отварат вратите сами. Сами по себе ќе си дојде све што треба да си дојде. Фала ти многу. Фала ти и тебе, Ацо. Само за крај да ти се заблагодарам и да ти кажам дека ти си единствениот што не прати нас актерите од, да кажам, мали нозе. Од дечиња ве знам. Успешно веќе 25-6 години колку си. Секоја ти чест и ти посакувам и ти да продолжиш вака со оваа енергија, со оваа храброст и да испратиш уште многу и многу млади генерации и после нас. Оба ќе го кажам сега, Петар, го немам кажано. Јас после првата година мислев да престанам да работам и затоа што јас не сум новинар, сум доктор и мислев да не го работам ова. И кога им кажав на твоиве колеги актери дека сакам да престанам да работам, петиција направија, нема шанса, вика ти мора да работиш и затоа останав и толку години и се додека сум жив се надевам дека ќе ве пратам. И да напратиш, пошто си на вистина уникатен и еве, јас као тремаджија и прв, како се вика тоа, што одбегнува интервјуа, во ова интервју се чувствував многу пријатно, благодарение на тебе. Знаеш како да го излечиш тоа што треба од мене и на вистина се чувствував пријатно. Фала ти и ти посакувам уште многу успешни години. Работа. Пријатно.